Од 2014 до 2017 година, владата, градот Скопје и општината Центар инвестираа 57 милиони евра во катни гаражи во главниот град. Беа потрошени пари на граѓаните, за да се задоволи потребата од јавната услуга – паркирање во централното градско подрачје. Неколку години подоцна, проверивме во каква состојба се 3 од вкупно 6 се уште нови објекти, но и во која мера ја исполнуваат функцијата за која беа изградени. Катната гаража Беко, која првично го носеше името Тодор Александров, се наоѓа веднаш до седиштето на ВМРО ДПМН и Министерството за финансии. Ја изгради град Скопје за 17,3 милиони евра, а со неа стопанисува јавното предпријатие Градски паркинг. 7 години од пуштањето во употреба. Оваа гаража и понатаму има уникатен ескалатор, кој кога би работел би ве одвел директно во бетонски зид. Шишињата, храната и пластиката расфрлани по самиот под говорат дека ескалаторот се користи, но секако не за она за што бил предвиден. Тврдишме дека нигде не иде ескалатор. На влезот на катната гаража, која располага со 605 паркинг места, стои знак кој би требало да ги покаже слободните капацитети на 8 ката, но тој веќе подолго време не работи. По влезот уште на првиот свиок што води кон горните нивоа, возачите се соочуваат и со првите потешкотии. Патот нагоре е кружен, тесен и стрмен, што возењето го прави непрегледно, поради што возачите неретко ги оштетуваат возилата. Доказ се остатоците од боја и гребнатини на столбовите. На нивоата за паркирање, над секое паркинг место има поставено светло, кое означува дали местото е зафатено или празно, за возачите побрзо да најдат слободни места. Но во оваа катна гаража, бојата на светлото секогаш не го означува статусот. Некаде свети црвено, а е празно. Некаде пак, по зелениот рефлектор стои паркиран автомобил. Во нашата обиколка, наречиси секој спрат, забележавме дека местата обележани за лицата со попреченост, се веќе зафатени од автомобили без налепница. А кога е гужва, возачи ги оставаат автомобилите и на места кои не се обележани за паркирање, со што ги блокираат хидрантите и песокот кои се поставени како прва одбрана доколку избухне пожар во зградата. Катната гаража располага со 4 лифта, кои работеа и со кои лесно се излегува и влегува во зградата. Туалет има ли тука? Но објектот има само еден тоалет, кој се наоѓа веднаш зад наплатниот пункт и кој делува како да останал во иста состојба од отворањето на гаражата. Зошто овој објект, кој е финансиран со народни пари, се наоѓа во ваква состојба? И покрај неколкуте наши обиди, директорот на Градски паркинг Крсте Петревски не одговори на прашањата со образложение дека е болен. На речиси 900 метри од Беко, спроти градскиот трговски центар, се наоѓа катната гаража Разловечково стание, кој располага со 517 паркинг места. Изградбата чинеше 11 милиони евра, а со неа управува владиното јавно предпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор. Првиот обид да паркираме во оваа гаража при крајот на декември беше неуспешен. Рампата беше спуштена, а машината не ни издаде карта за да го потврди нашето паркирање. При повторниот обид неколку дена подоцна се повтори истиот проблем. Не работи паркингот со градско билети. Да. Кога не знаеме, не се откаже рампата и не знаеме кога е. А и поши пред некој ден бевме од тогаш трае или ново е? Направиле на како откажаме. Третиот обид за паркирање во оваа гаража го направивме по празниците и конечно беше успешен. Конечно. Внатре беше полно, па требаше да се возиме до највисоките катови за да најдеме место. Но за разлика од гаражата Беко, овде не работеа лифтовите. Прошо лифтот даде работа. Лифт нема, ова? Нема ве лифт, човече, спички не скали гледа. А скали има работат бара? Скали да, ама Покрај лифтовите, на чии врати пишуваше дека поради безбедности причини, лифтовите не се во функција.
Во гаражата не функционираат и тоалетите кои се наоѓаат на приземјето. А што пише овде? На подот и ходниците што водат кон скалите. Може да се забележат големи вирови вода кои се оформуваат по секој дожд. Помошник директорот на јавното претпријатие за стопанисување со деловен простор вели дека дел од проблемите се наследени од негрижата на претходните менаџерски тимови. Лифтовите се оставени без одржување 2 години, а за нехигиената вели голем удел имаат и граѓаните. Се соочуваме со проблем, да, што викате и вие дека лифтовите не работат, тоа ќе го решиме. Услугата наша, чистење, значи секој месец се врши дезинфекција, не само чистење, но знаете има еден проблем, уринирањето е домашна култура, не може ние тоа да изиграваме што дежурен полицајец и да ги маам. Тоа се воспитува дома, детево се учи додека е мало, дали треба да уринира или не. Тендерите за лифтовите, тоалетите, како и за инсталација на нови надзорни камери се веќе објавени, а Јакимовиќ очекува надминување на проблемите во најбрз можен рок, бидејќи предпријатието, според него, е должно да дава квалитетни услуги на граѓаните кои плаќаат за нив. Последната гаража во која паркиравме беше Судска палата, единствената со која стопанисува јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Оваа гаража располага со 502 паркинг места, од кои 28 се резервирани за лица со посебни потреби. 8 од нив се на највисокиот крат и се неискористени, затоа што доколку лицата со попреченост паркираат овде, не постои начин да стигнат до приземјето, бидејќи лифтовите и во оваа гаража се надвор од употреба. Освен покривот, може да се забележи дека речиси секој кат е руиниран, а одредени хидранти се хаварисани. Ни светло нема. Не очите, туку носот ви кажува дека не треба да влегувате во тоалетот кој се наоѓа на приземјето. Што пишува? Во самиот објект, но од друг влез се и канцелариите на предпријатието, чиј директор вели дека е свесен за проблемите со кои се соочуваат, но дека тие се наследени поради негрижата за чистотата и функционалноста низ годините наназад. Кога била направена зградата, лифтот е, да кажам, за некој квалитет кој што е за помала фреквентност. Катните гаражи, знаете, имаат поголема фреквентност на луѓе и според моите сознања имало често пати проблеми, кварови во однос на него и неговото одржување навистина било тешко. Коцевски се пожали дека хидрантите се честа мета на кражба на разбойници, но вели предпријатието ги лоцирало проблемите и во наредниот период е предвидено да се работи на нивно отстранување, иако не прецизираше кога точно би започнале со зафатите. Според одговорите од јавните предпријатија што управуваат со паркинг гаражите, барем на краток рок, се ќе остане по старо. За парите добивате покриено место за вашиот автомобил, но треба да сте подготвени да искачите и неколку ката скалила за да стигнете до него. Одење во тоалет планирајте на друго место.